Деновиве повторно одекна случајот со јавна соба. Чат на Вибер каде се изнесуваат фотографии на млади девојки во непристојни изданија, се врши злоупотреба на нивните слики и при тоа се пласирани лични информации како броеви, име и презиме за девојки ширум државата без нивна дозвола. Една од девојките жртви, 28 годишната Ана од Кавадарци, реши храбро и јавно да проговори за проблемите со кои се соочувала, со цел да ги поддржи сите кои досега се нашле во ваква ситуација. Здраво на сите. Јас сум Ана, една од девојките која што беше објавена во јавна соба, чија што слика беше снимната од Инстаграм. Меѓутоа, над сликата имаше оставено информации, мои лични податоци нормално, од кои мојот телефонски број. Ето така, тоа е мојата слика, која што, оние кои што ме следите веќе на Инстаграм, ја знаете. Таа слика јас ја имам објавено летото, кога сум била на одмор. Меѓутоа, некој ја злоупотребил таа слика и си напишал горе, видовте што пишува. Телефонскиот број јас го замаглив и тој е едниот број збор што е замаглен, затоа што сметам дека не е соодветно тоа да го покажувам мислам да го објавам на социјалните мрежи такво како што е. Сега вака, само сакам накратко да објаснам неколку работи. Значи, прва работа, сакам да им се обратам на сите девојки кои што го доживеале ова, дали во минатото, дали моментално го доживуваат или во иднина ќе им се случи. Се надевам нема, но значи, само сакам да ви кажам дека ова не е ваш срам. Ова е срам на некој друг кој што сакал да ви наштети, на кој што намерата му е да се повлечете, да избришите социјални мрежи, можда да си смените телефонски број, да не излегувате надвор, да немате социјален живот, да си ги нарушите односите со фамилијата, со партнерот, со другари, со другарки на работа и така натаму. И да паднете психички. И јас само ќе ви дадам еден совет. Немојте да дозволите тоа да ви се случи. Значи, главата горе. Не сте вие виновни што сте одлучиле да имате свој живот, да си постирате слики, да си користите социјални мрежи. Виновни се оние кои што тоа, наместо да го земат како такво какво што е, тие одлучиле да го злоупотребат. Сведоштвото на Ана допре до многумина и ја доби поддршката на широкото население од нашата земја. Преку објавување на статуси и зборови, граѓаните ја дадоа поддршката на жените жртви на вакви проблеми, охрабрувајќи ги да пријават вакви настани и да не се срамат. Но оваа тема согласи и првиот човек на Македонија, председателот Стево Пендаровски, кој го осудува случајот јавна соба. Насилството врз жените и девојчињата во секоја форма, психичко, физичко, сексуално е казниво со закон. Барам од надлежните институции соодветно да го истражат случајот, а престапниците да бидат гонети и казнети согласно законските прописи. Одговорност мора да има во најкус можен рок, се вели во соопштението објавено на страната на председателот. При тоа е истакнато дека за вакви случаи мора да се действува веднаш.